Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Ветерни паркови и фотоволтажни централи може да бидат движечката економска сила на Овчеполието, но и основа за економскиот развој на целиот регион. Мерењата на ветерот во периодот од јуни 2016 година до мај 2017 покажале дека има постојан ветер со измерена брзина од 6,18 метри во секунда. Регионот е со 2391 сончев час во годината. Тоа е добра основа општината Свети Николе својот локален економски развој да го базира на зелената енергија. Поради тоа општината веќе определила 4 локации каде може да се постават ветерни паркови и фотоволтаични централи. Општината отишла чекор понатаму и како модел што сака да им го понуди на потенцијалните инвеститори е јавно-приватно партнерство. Овој модел има незначително учество во досегашното работење на македонските општини, а е сосема разработен начин на инвестирање во Европа. Алијансата за јавно-приватно партнерство на Европа во Свети Николе го представи овој модел на инвестирање пред локалните власти, заинтересираните компании и банкарскиот сектор. Зоран Јелич од Алијансата Скрим вели дека јавно-приватно партнерство треба да биде стратегија на општините, а идејата е јавното добро да се комерцијализира, но не и да се приватизира. Според него европското искуство покажало дека не е проблем доаѓањето до парите, туку немањето на проекти. У бити што се тиче субвенција нису проблем, то више е проблем да земје не Што се однесува до субвенциите, поголем проблем е што земјите не може да го земат тоа што за нив е резервирано, бидејќи немаат проект. Не е проблем во недостатокот на пари, туку е недостаток на одржливи проекти. Тука е клучот, значи како се генерираат и подготвуваат одржливи проекти. А за проектите има пари, субвенции, приватници и така натаму. Затоа е важно јавните институции да го разберат значењето на јавно-приватното партнерство во подготовка на проектите и на таков начин да го повлече развојот на овој регион. Одржи развој у своја регија. Координаторот на Алијансата Скрим за Македонија Зоран Лазаревски кажа дека повеќе од половина година работат со македонските општини на разработка на моделот на јавно-приватно партнерство според нивните идеи за инвестирање. И развој на општината преку инфраструктурни објекти, кога општината е немотна, кога општината нема свој капитал, кај што општината не може да земе кредити за да може да развие вакви проекти, а е потребен ваков брз инфраструктурен развој на општината, бидејќи сами знаете дека ние чекориме брго кон Европската Унија, а Европската Унија иницира вакви проекти инфраструктурни преку јавното приватно партнерство. Општината Свети Николе заедно со соседната Лозово веќе изработиле своји мастер проекти за привлекување на инвестиции од обновливи извори на енергија. Двете општини и своите идеи, локации и административни предности ги представија пред заинтересираните инвеститори од Португалија, Косово, Србија, Австрија, но и пред македонските предприемачи. Компаниите кои сакаат да инвестираат во Македонија и во овој регион се интересира чие е земјиштето, дали ќе го купат или добијат на концесија, кој ќе посредува, но не и помалку важно какво е домашното законодавство и дали државата ги препознава обновливите извори на енергија како значаен енергетски потенцијал. Општина Свети Николе според градоначалникот Сашо Велковски е местото каде ќе се гради ветерен парк, зашто владата веќе додели концесија. Можеме да ја штуркаме оваа работа до крај, и да бидеме спремни за да привлечеме колку што е можно вакви инвеститори во Свети Николе. Се разбира, тука мораме да споменеме дека Свети Николе е една од поголемите општини територијално зборан во Република Македонија и има доволно место за привлекување на токму вакви инвеститори што ќе вложуваат во фотоволтажни централи и во ветерници. Секако тука ги споменеме и условите, природните услови што ги нудат поднебјето на Овчеполието, односно брзината на ветерот што е мерено во претходните 2 години од 6,18 метри во секунда и сончевите денови, односно сончевите часови во текот на годината околу 2391. Идејата Свети Николе да стане центар на инвестиција од областа на обновливите извори на енергија за општината природно се наметнала со оглед на природните карактеристики. На првата средба каде се разгледуваше идејата за јавно-приватно партнерство во производство на зелена енергија, беа присутни големи компании кои своите капацитети сакаат да ги прошират и во Македонија. Секако, тоа во многу ќе зависи од енергетската политика на државата, која со години го субвенционира производството на зелена енергија. Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина.